Комитетот за интеграција во НАТО. Двајца професори по право и еден доцент, експерт за надворешна политика, во понеделник ја почнуваат трката кон кабинетот во председателската вила на Водно, кога и официјално стартува кампањата за 6-тите председателски избори во Македонија. Силите ќе ги одмерат Гордана Силјановска, зад која стои опозицијската ВМРО ДПМНЕ, Стево Пендаровски од владеачкото мнозинство и Блерим Река, кој е заеднички кандидат на крилото на БЕСА и Алијансата на албанците. Ждрепката во Државната изборна комисија му го додели бројот 1 на избирачкото ливче на Река, а потоа следуваат Силјановска, па Пендаровски. Анкетите покажуваат дека во вториот круг ќе се борат Пендаровски и Силјановска, а во моментов меѓу нив разликата е само неколку поени. Според експертите, клучните поенти преку кои ќе се ловат гласовите ќе бидат промената на името и евроатлантските интеграции. Прва својата кандидатура ја официјализираше Силјановска, која уште во февруари ја доби поддршката на Конгресот на ВМРО ДПМНЕ, убедливо поразувајќи го против кандидатот Владко Ѓорчев. Иако председателот на партијата во речиси секој јавен настап ја изразува поддршката, дел од членството и симпатизерите на опозицијата се со резерви, поради нејзиното активно учество и ангажман во претходните состави на владата, водени од СДСМ. Набрзо следуваше и промоцијата на Блерим Река, како кандидат на опозицијата од албанскиот политички блок, и остана да се чека на одлуката на владеачката коалиција. Изборот, за многумина очекувано, падна на Стево Пендаровски, како консензуален кандидат кој ќе ја добие поддршката и гласовите на ДУИ и настапува под слоганот «Заедно напред». Со собрани 10.000 подписи, прв својата кандидатура во ДИК ја поднесе Блерим Река, додека Пендаровски и Силјановска чекаа до последниот ден од рокот, 21 март, за да го сторат истото. Подписите за кандидатурите ги собраа за само неколку часа, во обид да се представат како надпартиски кандидати. Додека се чека на стартот на кампањата, Пендаровски и Силјановска веќе излегоа на терен, активно одржувајќи средби со граѓани и симпатизери под превезот на партиски активизам. ОДИК реагираа на ова и побараа кандидатите да се воздржат и да почекаат до понеделник. Лидерите на големите политички партии и спикерот Џафери апелираа до кандидатите и граѓаните за фери чисти избори, бидејќи се клуч во напредокот на државата и продолжувањето на интеграциите во ЕУ и НАТО. Првиот круг на 6-тите председателски избори ќе се одржи на 21 април, а вториот круг е закажан за 7 мај. Од Скопје, за Гласот на Америка, Огнен Чанчаревиќ.